Високи планини, стари вековни шуми, реки, чисти езера, полиња и ридови. На вакви сцени се присетуваме кога се спомне природата во Македонија. Нашите природни вредности, заедно со културата, традицијата и историјата, се главните символи на Македонија. Време е да се запознаеме со македонскиот дел од биосферата. Природата кај нас се зема здраво за готово. Се гледа на систем кој ретко се менува, кој е тука со векови и со векови ќе остане. Често пати не сме ни свесни за промените што таа ги доживува и за начините на кои делуваме. Новите времиња ни упатуваат опомена дека природата околу нас е многу кршлива и чувствителна. И се она за кое веруваме дека трае вечно, веќе исчезнува. За да заштитиме природата, мора прво да учиме за, но и од неа. Македонија често велат дека е земја со големо природно наследство. Во природно наследство се вбројуваат делови на природата и локалитети кои се состојат од геолошки, физичко-географски или биолошки формации, кои имаат исклучителна вредност од естетска, конзервацијска или научна гледна точка. Природно наследство може да биде заштитено подрачје, строго заштитен или заштитен див вид, карактеристични минерали и фосили, спелеолошки објекти или природна реткост. Територијата на Република Македонија изобилува со голем број на исклучително вредни природни реткости. Тоа резултира од изразената висинска разлика на релјефот, која условува изразена динамичност и негова особена природна убавина, потоа од разновидниот геолошки состав и специфичните климатски услови. Тие создаваат простори со исклучителна природна убавина и може да се појаваа многу реликтни и ендемични растителни и животински видови, присуство на многу објекти како феномени на природата кои се зачувани во изворна состојба, како и многу други вредности кои создаваат природни целини со извонредна природна убавина. Македонија е држава која географски е лоцирана на централниот дел на Балканскиот полуостров. Целата територија се простира во умерениот топлотен појас со јасно изразени 4 годишни времиња, така што постојат поволни услови за екзистенција на разновиден растелен и животински свет, а соодветно на тоа и за животот на луѓето. Географската поставеност на државата ја дефинира централната долина на реката Вадар и високите планински масиви долж нејзините граници, Динарскиот планински венец во западниот и централниот дел на земјата и Родопскиот планински венец во источниот. Околу 2% од површината на земјата е покриена со вода. Земјата има 35 големи и мали реки, 3 природни езера и 50 вештачки езера. Шумите покриваат 40% од земјата, а ливадите и пасиштата 24%. Околу 18% од земјиштето обработливо, а 1% е со повеќесезонски насади. Територијата на Македонија, соодветно на сложената геолошка градба и тектонските структури, се одликува со мощно сложен и разновиден релјеф. Се состои од планини, котлини, долини, клисури, превои и други релјефни форми. Ако се погледне од озгора, Македонија личи на шаховска табла: планини, планини па котлини и така во низа. Се среќаваат геолошки форми речиси од сите геолошки периоди, почнувајќи од прекамбриум до најмладиот квартен период, така што се застапени сите видови на магматски, седиментни и метаморфни карпи. На територијата на Македонија се јавуваат различни видови води, како што се подземни води, извори, врутоци, протечни води, потоци и реки, како и природни езера и акумулации. Вкупното водно богатство се проценува на околу 26 милиарди метри кубни вода. Според овие вредности, Македонија би можела да се категоризира во средно богати земји со вода. Водните ресурси се неравномерно распоредени, што е резултат на различниот геолошки состав, релјефна структура или климатските карактеристики. Потребно да се истакне дека 84% од водите на Македонија се домицилни, додека само 16% доаѓаат надвор од државата. Поместувањето на земјени блокови на земјината литосфера, слоот со карпи под почвата, под дејство на тектонски движења, кои се одвиваат во различни правци, меѓу другото предизвикуваат формирање вдлабнатени, кои исполнувајќи се со вода формираат тектонски езера. Со вакви тектонски поместувања се формирани Охридското, Преспанското и Доранското езеро. Сите три езера, освен своето потекло, делат и други особености. Трите се споменици на природата,
представуваат значајни подрачја за растенија и птици и сите се во опасност од исчезнување. Преспанското езеро, поради постојаното губење на вода и загадувањето од земјоделството. До Иранското, поради се посилната еутрофикација, загадување со органски материи, и Охридското, поради заселениот урбан притисок и загадувањето со отпад. Македонија има развиена хидрографска мрежа со голем број реки. Според некои анализи кај нас има вкупно 1600 водотеци. Поголемите реки во Македонија за жал се со големо ниво на загаденост, слабо управувани и водите се полни со инвазивни видови на риби. Мрежата на заштитени подрачја во Македонија не представува кохерентен систем, односно истиот е во преодна состојба и вклучува подрачја прогласени во различно време, според различни категоризации и со различни цели. Вкупната територија на заштитени подрачја во Македонија изнесува нешто околу 9%, од кои повеќе од половина представуваат трите национални паркови. Овој процент, според обврските од Бернската конвенција, која има ратификувано во 1998 година и стратешкиот план за биодиверзитет до 2020 година, државата као да заборавила на обврските на овој меѓународен акт и наместо се движи во насока на зголемување и унапредување на заштитените подрачја, константно го зголема притисокот врз природното богатство, кое кај нас заштитено и со устав. Во последните години се забележува мал напредок кон ова прашање, па минатата година со поддршка од меѓународните партнери, мрежата на заштитени подрачја се зголеми за уште 4. Меѓу нив е и локалитетот Стамер, прогласен за природна реткост поради својата палеонтолошка вредност. Лесновската купа и кратерот на врвот се наоѓаат во западниот дел на Осоговските планини, помеѓу Пробиштип и селото Злетово. Тоа е меѓу најдобро сочуваните фосилни и згаснати вулкански кратери не само во државата, туку и на Балканскиот полуостров. Ова подрачје требаше биде првиот вистински геопарк во Македонија, како и второто подрачје под заштита на УНЕСКО. Но поради непостојање на политички интерес, после неколку години работа, овој процес запре. Геолошкото наследство никош не било главно поле на интерес кај нас кога станува збор за заштита на животната средина. Но постојат и геолошки локалитети кои се со меѓународно признание или нивното значење е од светски рамки. Пример за тоа е пештерата Слатински извор, која што е формирана во пек рампински карпести маси и една од подолгите пештери во светот и е регистрирана на листа на светското природно наследство од УНЕСКО од 2004 година. Нова листа е и локалитетот Маркови кули, со карактеристични геоморфолошки форми, а влезот на пештерата Пешна со димензија од 52 метра е една од најголемите во Европа и светот. Во Македонија постојат многу гранични подрачја кои се заштитени кај нашите соседи, но не и кај нас. Пример за тоа се Јабланица, Веласица, Шарпланина. Најдобар начин да се заштити природата се националните паркови. Сепак од сите земји во регионот, Македонија има најмалку, само 3: Галичица, Пелистер и Маврово. Држави со дури помали територии од нас имаат поголем процент на територија под заштита од категоријата национален парк. Национален парк е заштитен природен или полуприроден предел во сопственост на владата на една земја. Националните паркови се богати со ретки видови и видови кои се значени за природата и разновидноста на растителниот и животинскиот свет. Со најновите најави, Шарпланина би требало да биде новиот 4ти национален парк и прв прогласен од независноста на државата. Вкупната површина под шуми изнесува речиси 1.000.000 хектари, што представува 37% од територијата. Оваа бројка постојано опаѓа во последната деценија. Шумите во државна сопственост зафаќаат речиси 89% од целокупната површина под шуми, а останатиот дел се мали парцели во приватна сопственост. Како и во другите делови на Балканот, широколисни дрвја се доминантни во државата, а главни видови се дабот и буката. Некои од поголемите закани и проблеми во управувањето со шумите се нелегална сеча, други нелегални активности, шумски пожари кои зафатеа близу 100.000 хектари во последните 10 години, климатски промени преку процесот на сушење на шумите, штети од инсекти и болести. Нелегалната сеча представува сериозен и долгорочен проблем кој го доведува во прашање одржливото управување со шумите, како и вредноста на шумите во поширока смисла. Истата ја нарушува природната регенерација и создава потенцијал за ерозија, шумски пожари, болести и штетници, како и нарушување на водниот режим. Биолошката разновидност и екосистемските услоги придонесуваат на различни начини за добросостојбата на луѓето. Богатството и хетерогеноста на видовите и екосистемите се основни обележја на биолошката разновидност во Македонија. Според анализите за богатство на биолошката разновидност на одделни земји од Европа,
Македонија се наоѓа на самиот врв на листата на држави познати како европски жаришта. Жариште на биодиверзитет е ограничено подрачје со голема биолошка разновидност. И покрај фактот дека вкупната територија на државата зафаќа површина од 25.713 км2 и представува 0,26% од територијата на европскиот континент, голем дел од разновидноста се наоѓа токму тука. Една од главните причини за високата биолошка разновидност е слабото замрзнување за време на последната ледена доба и постојањето на континуирана шумска вегетација во јужните делови со што овие простори зачувале биолошката разновидност, но придобиле и многу нови видови. Климатските промени влијаат на сите нивоа на биолошката разновидност. Тие се сериозна закана за биолошката разновидност, бидејќи видовите и екосистемите се приспособиле за живот на определена клима и честопати не можат да се адаптираат на повисоките температури, почестите суши и поекстремните временски настани. Сегашната стапка на исчезнување на видовите насекаде во светот веќе е 100 пати повисока од таа во прединдустријската ера. Ова забрзано губење на биолошката разновидност не е причина само од климатските промени, туку и од многу други човечки фактори. Зголемувањето на температурата влијае врз времето на репродукција и миграција на растенијата и животните, врз распространувањето на видовите, врз должината на сезоната на раст на културите, ако и врз појавата на болести и штетници. Нашата држава се уште слабо подготвена да се справува со проблемите кои се веќе пред нашиот праг. Грижата за животната средина не треба да биде само приоритет, туку основна водилка која треба да ја движи државата доколку сакаме темните предвидувања од едината да останат само на хартија.